Националните гробишта во Арлингтон се лоцирани близу Вашингтон. Пред да стане најпрестижно армиско погребно место, таму била заедница на робови и потоа поранешни робови. За Грег Сайфекс овие реставрирани домови на робови имаат посебно значење. Тој работи на разоткривање на семејната историја. Приказната за семејството Сайфакс дава сила. Колку и да се чувствувате лошо, помислете на тоа кој сте, ќе направи да се кренете и да бидете на врв на вашиот потенцијал. Грег минал 15 години копајки по минатото. Открил дека предците биле влијателно робовско семејство во Арлингтон и дека Чарлс бил во собственост на првиот американски председател Џорџ Вашингтон. Живеел во Маунт Вернон и бил еден од 57 робови преселени во куќата на Арлингтон со усвоениот внук на Вашингтон. Секогаш кога истражувам, откривам нови аспекти кои ме носат подлабоко и ми го држат интересот. Во 1863 илјадници новоослободени робови се собрале во Вашингтон. Затоа владата издвоила земјиште во Арлингтон, Вирџинија, наречена Село на ослободените, како камп за поранешни робови. Тој вели дека десетици илјади поранешни робови живееле на ова место речиси 40 години во околу 100 дрвени куќи. Заедницата имала училишта, цркви, болници и место за деца без родители. Тоа било и место каде можело да се најде работа. Метју Пенрод е ренџер во службата за паркови. Всушност, овде може да се најде добро платена работа во армијата. Се сметало за место за транзиција, од робови во слободни луѓе. Веднаш до гробиштата во Арлингтон се планира нов музеј. Како што вели Талмаџ Вилијамс, лидерот на тој напор, целта е историјата да не се повтори. Не сакаме да ни се случи робство никогаш повеќе. Многу робови се погребани овде и многу треба да бидат дел од историјата како и паднатите борци кои овде почиваат.